Јапонско јаболко или рајско јаболко во светот познато, уште како каки јаболко, води потекло од Јапонија, каде дрвјата на ова растение може да се најдат стари до 5 века. Се појавило во Европа во средината на 19 век и се одгледувало само во Јужна Америка до крајот на 19 век. Во Македонија јапонското јаболко се произведува низ целата земја, а побарувачката е голема. Јапонска јаболка ја произведуваме во цела Македонија, најповеќе има во Ландова и у секое подрачје поднесува. Мојата лично моја јапонска јаболка. Лесковица. Види, ова е чоколадна. Значи одма се јаде и доста барат 30 денари кило. Тоа дека е здраво и дека се купува многу го потврдуваат и самите граѓани кои се свесни за предобивките кои ги нуди, како и за неговиот состав. И покрај карактеристичниот вкус, јапонското јаболко е меѓу омилените вкусови. Супер са, нема шо, најмногу ги јадеме оваа сезона сега, ама нема, не можеме. Тие нешто не ни се свиѓат и така. Јадеме се, многу ми е убава, свиѓа ми се. Оти е мекано, да, Да, допаѓа ми се, допаѓа ми се. Често ли јадете? Па види, она која е постосана, поукусна, а инаку она која е позелена, некако доваѓа. Али нема проблем, секои витамини сите се добри. Потврда за она што го знае народот има и од нутриционистите кои тоа како го препорачуваат. Јапонската јаболка е особено корисна во есен и зима затоа што го подобрува имунитетот и нервниот систем, па ги заштитува луѓето од инфекции. Исто така, јапонската јаболка е многу добра за лицата со анемија и кардиоваскуларни проблеми. Последните зраци сонце ги натера граѓаните да излезат на градскиот пазар и да го купат потребното, а цените напладне беа следни: компир 35, кроми 35, банана 90, мандарина и лимон по 80, зелка 20 денари за килограм, прас 250, домат 60, краставица 50 и брокула 100 денари за килограм.